И како што ја погледнавте најавата, мој прв гостин е пратеникот Артан Груби. Добре дојдовте. Благодарам за поканата, добар ден до вас и до гледачите. Така, пред да го отворам разговорот, односно договорот помеѓу Македонија и Грција, кој што е во фокусот на јавноста веќе неколку дена, би сакал прво да го погледнеме прилогот на колешката Јана Јосифовска за тоа што се случуваше во собранието денеска. Собранието го ратификуваше договорот за решавање на спорот со името со Грција, документот испратен за потписка и председателот Иванов. Со 69 гласови за, без против и воздржани, пратениците го усвоија законот за ратификација, а присутните во собраниската сала ратификацијата ја поздравија со аплауз и меѓусебни честитки. Пратениците од ВМРО-ДПМН, како што најавија, не присуствуваа на седницата. Премиерот Зоран Заев пред пратениците истакна дека договорот го означува почетокот на крајот на неизвестноста за Македонија и представува достоинствено и прифатливо решение за двете страни, со кое за секогаш се потврдува македонскиот идентитет и јазик. Заев очекува датум за преговори од Советот на Европската Унија до крајот на месецов, а повика и на обединување во интерес на заедничката иднина. Целиот демократски свет, сите наши заеднички пријатели, партнери и поддржувачи порачаа дека овој договор е чекор што не излекува од минатото и ни ги отвара портите на иднината, на европската иднина. Денеска е уште еден голем ден во низата големи денови што ни предстојат. Овој ден ја прави огромна известноста дека од Европскиот совет ќе добиеме датум за старт за преговорите со Европската Унија. Европа ни ја подава раката, ја повикува во своето семејство и нашата татковина. Денес се раѓа ново сонце на слободата и исполнување на сонот на Македонија за Европската Унија, рече пратеникот од ДУИ Артан Груби на собраниската седница. Изрази жалење што опозицијата, како што рече, не присуствува на овој историски ден. Ние заедно што сме во салава и што ќе притиснеме зелено, кога ќе го притиснеме тоа копче, знаеме дека тоа го правиме за Македонија. За нашите деца, за младината, за мирот и стабилноста, за сигурноста и напредокот, за благосостојбата и за европската иднина на нашата заедничка Македонија. Од ВМРО-ДПМН пак ќе бараат мислење од Венецијанската комисија за договорот со Грција, за да се утврдела правната природа на договорот. Иако опозицијските пратеници не беа присутни во собраниската сала на седницата за ратификација на македонско-грчкиот договор, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Драган Данев од собранискиот прес-центар го повтори партискиот став за според нив антиуставниот договор. За ратификација на меѓународни договори е Комисијата за надворешна политика, власта и парламентарното мнозинство, заобиколувајќи ја Комисијата за надворешни работи, избегаа од дебата за овој капитулантски договор. Власта на Зоран Заев на овој начин не сака да ги слушне критиките од јавноста. Зошто прифати договор со кој се менува Уставот? Откако договорот ќе стигне кај председателот Иванов, тој има рок од 7 дена да го потпише. Доколку Иванов го употреби правото на вето, договорот повторно оди во собраниска процедура, но тогаш ќе мора да биде изгласан со апсолутно мнозинство, односно 61 пратеник треба да гласаат за. Договорот во тој случај повторно се испраќа до председателот, кој според Уставот е обврзан да го потпише. Тоа беше прилогот на колешката Јана Јосифовска и повторно ќе кажам дека мој гостин е пратеникот Артан Груби и уште еднаш ќе ви посакам добре деде. Добре, најдов. Договорот е веќе донесен, денеска е ратификуван во собранието и велите кон вашите сопартијци дека вие ќе бидете хероите како Делчев и Скендербек, но од друга страна опозицијата и оние кои што не се согласуваат со овој договор велат тоа се луѓето кои што се предавници на Македонија. Која е разликата од херои до предавници? Многу е тенка линијата во зависност од тоа кој го кажува. Во овој случај јас сметам дека сите во Република Македонија се херои, тие што го поддржаа договор за добрососедство со нашиот јужен сосед Република Грција, затоа што ни ги отвара широко вратите за евроатлантска интеграција на Република Македонија. Тоа е стремеж кој што го имаме уште од прогласувањето на независноста на државата, па се до ден денес, и овој спор веќе скоро 3 децении не држи во изолација
и не држи во неизвестност како држава во еден многу турбулентен регион од југоисточна Европа и без перспектива ниту економска, ниту развојна, ниту интегративна во НАТО и Европската Унија. Вела многу е тенка линијата помеѓу предавник и херој и тоа ќе го цени најдобро историјата. Утрешниот ден најдобро ќе покаже кој бил во право, дали тие што поддржуваат Евроатлантска Македонија или тие што се залага за статус-кво и останување во изолација и во неперспективна ситуација за нашата земја и за нашите граѓани. Јас сум убеден и затоа и го притиснав тоа зеленото копче денеска на клупите во Собранието на Република Македонија дека го направивме правилниот чекор за иднината не само на моите деца, туку на сите деца и на следните поколенија во Република Македонија. Жалам што ВМРО ДПМН и овој пат се зароби во своето неславно минато и аркаично делува во моменти кога треба се построиш правилно на правата страна на историјата и они и ден денес, јас мислам како резултат предпоставувам натрешните ситуации и некреативноста не успеа да се постројат на правилната страна на историјата. Денеска тие што ја сакат Македонија беа во Собранието и гласа за, а тоа беа сите политички партии во земјава, сите парламентарни, апсолутно сите парламентарни партии, освен ВМРО ДПМН. Не можат да бидат во право ВМРО ДПМН на една страна, а на друга страна се сите парламентарни партии, на друга страна се Столтенберг, Соединетите Американски држави, значи НАТО, Русија исто така. Европската, не, на нашата страна се другиве. Значи Германија, Франција, Италија, Велика Британија, да, но се коригира по неколку дена, ако не се лажам, рускиот амбасадор ја коригира малку изјавата дека не била сватена најправилно, но без разлика сиот демократски свет што ги дели истите вредности со нас и ние со нив, се на иста страна, само ВМРО ДПМН на другата страна. Кој е во право? Цел свет на една страна или ВМРО ДПМН на страната на останување во статус-квото? Денеска чувството после гласањето беше многу посебно и ги видовте и снимките од Собранието на Република Македонија. Сите пратеници беа среќни и сите пратеници има посебно чувство дека направиле нешто многу позитивно и корисно за својата држава, како што тоа се кажа и на собраницката говорница денес. И премиерот исто така не најави, туку информираше од собраницката говорница дека веќе проширувањето на НАТО со Македонија како 30-та членка не е поизвестно, туку е влезено во дневен ред. Знаете, не е собраниска седница Советот на НАТО, за да може да го дополниш дневниот ред. Се си има своји текови, затоа што таму се многу земји и агендата е многу интензивна на самитот на НАТО и затоа овој чекор е само најава дека Македонија на 11 и на 12 јули ќе се добие покана за членство во НАТО. Господине Груби, убаво звучи ова дека сега ВМРО е на страна и не ја поддржува еднината на Републиката и односно не се согласуваат со интеграција на Македонија во НАТО и во ЕУ и се на погрешната страна на овој проблем, како што велите вие. Меѓутоа, десетина години бевте партнери со ВМРО ДПМН. Имате и вие ваша вина затоа што овој процес името беше закочен. Всушност не би рекол, ние сме биле конструктивен партнер и сега и во минатото со ВМРО ДПМН бевме во коалиција од 2008 до 2016 година. Овој проблем со името започна малку порано од 2006 со проектот Скопје 2014 со градењето на спомениците, со преименувањето на аеродромот. Сметате дека тогаш се интензивираат тензиите меѓу Македонија и Грција? Апсолутно да. Претходно исто беше статус-кво. Тогаш започна идентитарните и културните прашања. Тогаш почна се гради античкиот идентитет на македонската етничка заедница во Република Македонија за време на владењето помеѓу ВМРО ДПМН, нелегитимното владење со ДП од 2006-2008 година, кога го усвоија проектот Скопје 2014 и ги преименуваа сите овие институции од автопатот, па од стадионот, па од аеродромот, па Александар Велики или војнот на коњ на плоштадот Македонија
И се поред што грчките авторитети го смета како директна провокација. Се изолирате од било каква одговорност во надворешната политика? Па, ќе ми дозволите да завршам до крај, па после може да секако вие да си имате свој заклучок. И ние се вративме 2008 година на власт заедно со ВМРО ДПМН, затоа што така одлучија граѓаните. Тие победија во македонскиот политички блок, ние во албанскиот. И веднаш после тоа во 2009 добивме либерализација на визите. Ако не се лажам, точно 2009 и тоа е конкретна придобивка ваша, моја, на сите граѓани на Република Македонија. Гледаме колку патуваат и овозможивме субвенционирани летови преку компаниите кои што летаат од Скопје до центрите во Европа за нашите граѓани да се запознаат всушност со Европа со многу ниски цени. Во меѓувреме исто така успеавме да добиеме високо пристапниот диалог, high level accession dialogue со Европската унија, што Македонија беше првата земја во регионот кој што го добие тоа покрај блокадите на Република Грција. Значи, имавме поделени диаметрално ставови во однос на тоа како се настапува во надворешната политика. И ако ги следите нашите активности, и господинот Ахмети и јас самиот во текот на коалицирањето со ВМРО ДПМН, посебно патувавме во Соединените Американски држави, посебно патувавме во Брисел, во Париз, во Берлин, лобирајќи, претпоставам заедно исто, за интеграција на Македонија во Европската унија и НАТО, но со други методи. Секако дека и ние имаме дел од одговорноста во тој дел од тие години, но знаете, евроатлантската перспектива е темел, е столб на постоењето на Демократската унија за интеграција. Тоа не е нас апсолутен приоритет. И никогаш не сме застранили од тој пат, но секогаш сме биле многу внимателни за чувствата на нашите сограѓани македонци и затоа можеби ви се чини дека имаме дел од одговорноста и во неиспорачувањето на резултати од 2008 па се до 2018 година. Овој договор се носи со европско знаменце, што значи се ограничува процедурата. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека наместо комисијата со која што раководи Антонио Милошовски за надворешни работи се нашла кај вас за европски прашања. Да. Точно. Прво, зошто се носи со европско знаменце? Па веќе се донесе. Дали приоритетот е многу важен во овој договор и зошто на комисијата за европски прашања, не за надворешни работи? Мислам дека јавноста е многу свесна и не може да мудруваме политички со јавноста, така да ќе бидам брутално искрен пред вас. 25 до 29 започнува самитот од Советот на министрите, па се до заклучоците на 29 во Брисел, самитот на Европската унија, каде што ние треба да добиеме датум, се надевам, за отпочнување на преговори и раковите ни беа пресудни за да се обидеме во собранието да го поминеме договорот што е можно поскоро. Не увајќи ги блокадите како што ги најави самиот господинот Милошовски во неговата изјава дека дебатата може да трае 12-20 дена и било колку што е тоа потребно, ние би го изгубиле моментумот во Европската унија и нашите партнери во НАТО за да ги добиеме и датумот за отпочнување на преговори и поканата за членство во НАТО. Ако тоа била целта на господинот Милошовски и неговата партија, тогаш ние, како лидери на парламентарното мнозинство, не може да го дозволиме тој луксус на екзибиционизам во политиката и пропуштање на рокови кои што се круцијални за Република Македонија. Знаете, до година имаме избори за Европски парламент. Господ знае каков нов Европски парламент и колку ќе биде пријателски тој кон проширување на Европската унија. Ќе имаме избори во Република Македонија, председателски, најмалку. Ќе имаме исто така и избори во Република Грција, што значи ќе ги пропуштевме сите можни рокови за решение и добивање на резултат. Затоа, владата на Република Македонија одлучи предлог законот да го предложи до собранието со европско знаменце, затоа што беше дел и од националната програма за усогласување на правото на Македонија со Европската унија. Овие договори ги гледа и комисијата која што ја предводи господинот Милошовски и комисијата која што ја предводам ја.
сите вакви договори сме ги прегледувале заеднички, затоа што извираат од програмата. Без да ја разгледа Комисијата за европски прашања, не може да се расправа за нејзе на пленарна седница. Никој, и тука јавноста мора да биде јасно, никој не му бранеше ниту на господинот Милошовски, ниту на било кој друг да свика седница на својата комисија за да го разгледува договорот вчера, денес, утре, задутре. Тие може да го прават тоа, но одлучија непримерно да ги напуштат собраниските клупи и да бара за солниште во партијата за да избегнат одговорност за иднината на Република Македонија. Јавноста мора да знае дека и господинот Милошовски и другите председатели на комисии кои што се од ВМРО ДПМН може да свикат седници да дебатират колку сакаат со денови и со недели по предлог законот за ратификација на договорот со Република Грција. Поголем европски проект од решавање на споровите со соседите не може да има. Зашто носи европско знаменце? Затоа што е дел од програмата национална, затоа што Хан и Могерини стоеа до Димитров и Заев и Кодзијас и Ципрас при подпишувањето на договорот. Затоа што е дел од 5 услови во стратегијата на Јункер. Затоа што е дел од процесот на стабилизација и асоциација на Република Македонија за Европската Унија. Затоа што е дел од нашиот пат и затоа што е политички критериум. Ние не усогласуваме право за да имаме кореспондентна табела и за да имаме писмо за усогласување на правото на Република Македонија со Европската Унија. Туку ова е дел од политичките критериуми, исто како што беше и законот за јазиците, исто како беше и договорот со Република Бугарија за добрососедство. Така да, мислам дека и јавноста веќе нема апсолутно никакви дилеми, затоа што при вакво објаснување знаа дека аргументирано стои тоа што го направивме. Нема ниту еден момент неделовнички или незаконски во целата постапка. Нема да ве прашувам за тоа што добиваме со договорот, бидејќи веќе го притиснавте зеленото копче, вие се согласувате секако со овој договор кој што е решение на спорот кој што траеше 27 години, меѓутоа дел од правните експерти велат дека овој договор нема да помине, а председателот Ѓорги Иванов не се согласува, едноставно вели нема да потпишам договор кој што пак лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го нарекува капитулантски. Како овој договор би успеал ако ја нема поддршката од председателот и од најголемата опозицијска партија? Презначаен овој процес, презначаен овој проект за Евроатлантска Република Македонија, за инфантилно однесување на било кој предводник на институција, било тоа да е и господинот Иванов. Сметам дека треба да се надрасне на својата задача на која што е моментално и ќе остане само уште неколку месеци, никогаш повеќе нема да се врати, и да даде придонес за иднината и на неговите деца, на неговиот син и на нашите деца и за следните поколенија. Не може да застане против волјата на народот. Волјата на народот ќе се види на референдум. Над 80% на граѓаните константно во последните најмалку 10 години се за интеграција на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Дали ова може да го демантира било кој? Над сите политички партии, вклучувајќи ја и ВМРО ДПМН, во своите основни начала ја имаат интеграцијата на Македонија во Брисел, нели, во Европска Унија и во НАТО. Истото го говори и господинот Иванов. И сега кога им се дава шансата да дадат и свој белег и свој подпис на ова патешествие на Република Македонија и нејзините граѓани, на ова затварање или заокружување на овој пат кој што го чекориме веќе скоро 28 години, они се стават на погрешната страна на историјата. Господинот Иванов може да одлучи да не го потпише првиот пат, при што ќе треба повторно да го гласаме во собранието со 61 глас за. При тоа, он е приморан да го потпише. Ако не го потпише, го крши уставот на најфлагрантен начин и тоа е кривична одговорност. Но, сакам да ги убедам и граѓаните, исто како и со законот за јазиците и со ова прашање, ние имаме начин како тоа да го решиме на крај и ќе го решиме, така да господинот Иванов би било подобро да стане дел од решението, него да биде дел од проблемот, а ако биде дел од проблемот, за нас има решение и тоа ќе биде многу елегантно изведено
граѓаните да бидат спокојни и мирни, затоа што никој не може да застане на патот на Евроатлантска Македонија. Референдумот е оној кој што ќе го даде, како што рече премиерот, крајното одобрување на договорот, референдум во кој што ќе се најдат, можам да кажам, струи кои што дел од нив го прифаќаат, дел од нив не го прифаќаат договорот. И зависно од референдумот зависат и уставните измени. Ако помине референдумот, ќе поминат и уставните измени. Меѓутоа, ако не ќе ви биде потребно двотретинско мнозинство, како би го обезбедиле во собранието? Знаете, многу јавноста секако дека е заинтересирана, затоа што едно од клучните прашања, ако не е и најклучно, и емотивно прашање. Да, емотивно прашање исто така. И рационалноста следи во чекорите кои што вие ги споменувате, но ја би сакал да се концентрираме првенствено на следниот предизвик, а тоа е објавување на договорот во службениот весник, а потоа ќе изградиме стратегија како да настапиме на референдумот. Јас сметам дека имаме многу добра основа, затоа што гледаме и следиме како граѓаните се изјаснува за време на овие 2 дена дебата во собранието на Република Македонија за договорот. Денеска воопшто ниту имаше протести пред собранието. Вчера имаше 200-300 граѓани собрано за време на дебатата и мислам дека јавноста, граѓаните се многу мудри и знаат да проценат клучен момент и што е потребно за нашата заедничка држава. Тоа го направи во 2016 година, тоа ќе го направат и сега на референдумот, предпоставувам во месец септември или најкасно месец октомври. За двотретинско мнозинство, сметам дека тука клучот стои во опозицијата и во зависност од резултатите на референдумот, за кои што сум убеден дека ќе бидат позитивни, би требало опозицијата да делува во согласно со волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија и да не го кочи процесот. Сите сносиме одговорност за иднината на нашата држава и се надевам дека ќе се надминат себе си, ќе се ослободат од бремето на неславното минато во кое што се уште гледам дека се заробени и ќе се приклучат, ќе станат компатибилни со денешницата за да ја изградиме утрешнината заеднички. Рековте дека имате механизми доколку председателот Иванов не го потпише овој закон за ратификација на договорот. Истото го направи Иванов, не го потпише и договорот за, односно законот за јазици, кој што велите имате механизми, меѓутоа законот за јазици не се практикува. Законот за јазици како да е тема ставена во фиока и која што стагнира. Што се случува со тој закон? Не стагнира како тема, туку ние решивме и одлучивме дека многу поголем приоритет ради роковите кои што ги кажав претходно во емисијава е решавањето на спорот со името и давање наш придонес кон решавањето на спорот со името, за да не отвараме исто така и други сензитивни теми. И спремни сме и тоа да го продолжиме и понатаму, затоа што за нас апсолутен и клучен приоритет во моментов е добивање на датум за отпочнување на преговори, предпристапни преговори, како и датум и покана за членство во НАТО алијансата. Законот за јазик е усвоен, гласан во собранието 3 пати во собранието на Република Македонија и сметам дека моментот кога ќе дојде, ќе дојде, тој ќе биде потпишан и ќе биде објавен во службен весник, исто како што ќе биде потпишан и законот за ратификација на спогодбата помеѓу Македонија и Грција и господинот Иванов едноставно ја пропушти шансата да биде председател на сите граѓани и реши да остане председател само на ВМРО ДПМН. Спокојност кај граѓаните, мирно да ги следат пораките од своите политички лидери, да дадат свој придонес за мир, стабилност и безбедност во Република Македонија и да бидат мудри во нивното судење за тоа каде сакаат да ја видат Македонија утре. Јас сакам да ја видам во Брисел, а господинот Иванов не знам дали ја гледа на исток или да ја гледа како изолирано место во југоисточна Европа. Тука сме диаметрално спротивставени во идеолошките определби за иднината на нашата земја
но граѓаните мора да бидат спокојни дека Македонија ќе опстае, ваква како што е цела, со македонски јазик, со македонско државјанство, со македонски идентитет, но уште посилна, интегрирана во НАТО и Европската Унија. При крајот на разговорот, бидејќи бевте портпарол на, условно кажано, на ДУИ, новинарите со вас контактираа за сите работи поврзани за Не сум бил портпарол, шеф условно на кабинет. Кажано, велам, бевте портпарол, велам условно, бидејќи новинарите со вас контактиравме во однос на ставовите на ДУИ. ДУИ како партија флиртуваше и со ВМРО, ДПМН и со СДСМ пред да се створи пред да се создаде оваа владина коалиција. Условно кажано, вие би се согласиле ли дека сте палката во македонската политика за тоа која партија ќе раководи со државата? И покрај тоа што изгубивте пратеници по последните избори? Па, флиртување претпоставуваме непристоен збор и во политиката на овој секојдневниот живот, но ДУИ се покажа како столб, државен столб во Република Македонија, државотворна партија исто така, затоа што бевме многу конструктивни од 2002 се до денес. Знаете, ДУИ комуницира со двете политички партии, и со СДСМ, и со ВМРО ДПМН, но за ДУИ пресудна беше волјата на граѓаните, изразена на изборите 2016 година, каде што ние изгубивме 10 пратеници, од 20 на 10. И ја примевме пораката од граѓаните, посебно од граѓаните албанци, и решивме да пристапиме кон реализација на нивната волја. Затоа одлучивме наместо да направиме коалиција според принципот победник со победник, победник во македонскиот блок со победник во албанскиот блок, а тоа беше ВМРО ДПМН, одлучивме поради целата таа криза со прислушкувањето, со сите два пати распуштање и враќање на собранието, со аболицијата со пржинскиот први и втор договор, решивме дека најдобро за Македонија би било во моментов владата да ја предводи Социјалдемократскиот сојуз заедно со Демократската унија за интеграција. 10 пратеници на ДУИ се клучни за тоа кој ќе владее со Република Македонија и сметам дека ние направивме правилната одлука. Но мора да нагласам дека ДУИ стратешки партнер нема ниту во СДСМ, нема ниту во ВМРО ДПМН, туку има само во граѓаните кои што ја гласа Демократската унија за интеграција. Граѓаните се тие кои што одлучуваат кои се партнери во владењето и кои ќе ја добие довербата на граѓаните. Ако условно кажано СДСМ добие 60 пратеници, 61 пратеник, тоа е апсолутното мнозинство кај македонците и кај другата заедница, или па обратно ако ВМРО ДПМН добие друга бројка. Јас сметам и се надевам дека ВМРО ДПМН ќе се реформира, ќе го искористи овој простор да даде придонес за иднината на Република Македонија и ќе смогне сили за внатрешна реформирање и за да стане компатибилна со денешницата, со потребите на граѓаните и со декларативната одреденост нивна за евроатлантска перспектива. Го сменија раководството? Има друг лидер, има други раководството, се надевам дека ќе го сменат и наравот. Се надевам дека ќе го сменат и однесувањето и се надевам дека ќе се ослободат од тоа неславно бреме кое што го носа со себе. Повторно ќе прашам на крајот, доколку ви е потребно двотретинско мнозинство? Имате ли владиното мнозинство парламентарно? Дали има сили да придобие некој од пратениците од Денеска демонстриравме 69 гласа за договорот, со тоа што уште тројца не беа присутни, кои што обично би гласале за договорот, тоа се 72, до двотретинско мнозинство се потребни уште 8 пратеници, 80 пратеници. Да оставиме на времето да видиме што ќе покаже се до референдумот и резултатите на референдумот, дали некој од граѓаните ќе увидат дека ова е правилниот пат, дека Европа и светот и Соединетите американски држави ни ги отвараат вратите широм отворени, за да станеме дел од тој свет на солидарноста. И јас сум убеден дека ќе има пратеници кои што ќе се приклучат со своја поддршка за едината. Господине Груби, ќе ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време за гостување во Студио 1. Ова е практика на Студио 1, политички трилер, времето на Перонов на Санта Аргирова, како ваше прво гостување и се надеваме дека повторно ќе бидете овде. Благодарам. Се надевам дека следниот перон ќе биде Брисел.
Почитувани, додека сме во овој дел информативен на Студио 1, да ве известам, да ве подсетам дека вечерва во 20:30 часот во уреднички брифинг гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.